Спартак Варна вече е извън зоната на изпадащите и приключва редовния сезон на това място. Разговаряме с Георго Хаджиевски след нулевото равенство с Септември. Господин Хаджиевски, доволни ли са от представянето на вашия отбор и доколко ви удовлетворява тази точка? Нормално доволен сум. Не можам да кажем дека игравме на една точка. Се виде во текот на целиот мач дека имаме желание да играме на победа. Но просто калкулацијата е таква да макар една точка носи 12-то место, кое се 4 домакинства и извън зоната на 4 одбори. И нормално дека не устројава тая работа. Мислам след 2 мача по 5 гола со Лудогорец и со Ботев, мислам дека овие 2 мача без примен гол показавме дека можеме малку и подобро да играме во заштитата, да подобра организација да имаме. Игравме отворено, игравме малку поразлично од другите мачеви, поготово средината каде искавме поголема креативност да има со Тајсон и со Жота и со националот Цецо. Во нападение имавме 3 нападатели и во текот на целиот мач имавме 3 нападатели напред. Што означава дека потајно искавме да го вкараме тој гол. Имавме положение ние, има поготово последните минутки неколку положенија и Септември, но се на се мислам дека треба да чакаме жребот утре за последните 7 мача, да се организираме добро, малку да земеме воздух и да влеземе во последните 7 мача решени да играме најдобар фудбал. Не само да оцелееме во шампионатот, но ние мора да играме добар фудбал и да покажеме дека нас местото ни е во ФБ лигата. Споменахте за това, че ще имате повече домакинства, отколкото гостувања. Колку важен може да се окаже този фактор за вас? Нормално дека важен. Нас домакинството ни е важно заради тоа што имаме подкрепа. Ние кога губиме мачеви, нас не подкрепа публиката наша. Ево, ви гледате со на сите мачеви тие идват. И сигурен сум дека сега кога најмногу ни треба нас поддршка, дека ќе дојдат во поголем број. Тешка зима беше, многу лошо време беше, многу пати студено, дожд, некогаш игравме во 12 часот во работни денови, но мислам сега и времето е похубаво и едноставно треба да се организираме, всичко да направиме да имаме поголема поддршка, а ние да играме подобар фудбал, како казав. И за финал, предвид победата в миналия кръг срещу Добруджа, сега е, може да кажем, и добра игра в защита от вашия отбор. Оптимист ли сте за мястото на Спартак во финал? Да, сигурно сум оптимист. Верувајте, и кога губевме 5-0, јас бев оптимист, зашто при нас има качество. Има здрава соблекална. Сега винаги може да има незадоволни фудбалисти кои не играт, тоа во всичките одбори е така. Но во принцип мислам дека има здрава, има мотивација. Видовте и сами дека се фрливме 100%. Немаше фудбалист на теренот денеска кој не даде 100% од себе. Благодаря ви, господин Хаджиевски. Ви благодарам и вас. Всичко хубаво.